заклучоци и препораки за идни мерки до институциите и до сите нас како граѓани во која насока треба да се движиме и што се треба да се направи. Повели Маја. Маја Морачанин, председателка на Дом. Благодарам, Лила. Јас се потрудив да направам еден драфт од заклучоците од денешната конференција, во кој ги вклучив и поентите од излагањата на панелистите, дели од прашањата и коментарите од учесниците, но и од самата брошура за зелена економија како излез од корона кризата, така што подолг е малку списокот на заклучоци, што е и добро, бидејќи мислам дека ги дефинираме потребите кои што се неопходни за следниот период, за да може да навистина да развиваме зелената економија. По корона кризата, македонското општество треба да се развива според концептот на зелената економија. Тоа е концепт што го интегрира принципот на социјална правда, заштита на животната средина и климата и одржлив економски развој. Во приоритети за обезбедување праведна енергетска транзиција следат: транзиција од употреба на фосилни горива кон обновливи извори на енергија преку интензивно инвестирање во обновливите извори на енергија. Учество на обновливи извори енергија од сончева енергија и ветер да биде најмалку 40% до 2040 година. Овозможување и поддршка на граѓаните да произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија. Креирање регулатива за формирање енергетски кооперативи, инвестирање и финансиска поддршка за енергетска ефикасност на јавни, приватни објекти и индустријски процеси, инвестирање во истражувања и иновации. Од аспект на зелени работни места, подигање на еколошките стандарди во индустријата, воведување на чисти, нискојаглеродни и иновативни технологии, придружени со посебни програми за субвенционирање. Воведување соодветни програми во редовниот образовен систем на сите нивоа и субвенционирање обуки за доквалификација и преквалификација на струките што се неопходни за премин кон зелената економија. Носење закон за социјално предприемништво со што ќе се овозможи формализирање на неформалната економија. Во делот на производство на храна, производство на локална, здрава храна, инвестирање во органското земјоделство за да биде атрактивно за младите, да се зголемат производствените капацитети и да се отворат нови зелени работни места, потикнување на задругарството како начин на здружување за зголемување на капацитетите и истовремено намалување на трошоците, зголемено искористување на ИПАРД средствата и да се прилагодат критериумите за брза имплементација и да профункционира финансирањето преку Македонска банка за поддршка и развој. Овозможување електрична енергија за секој земјоделски производствен капацитет, субвенционирање на соларни панели и пумпи за наводнување на производствените капацитети и забрана за издавање на дозволи за Г1 тешка индустрија во сите земјоделски региони во Македонија. Проведување мерки за адаптација на земјоделството на климатските промени. Во делот на туризмот, развој на екотуризам и рурален туризам наместо масовен туризам, измена на законот за туристичка дејност, носење стратегија за развој на туризмот и стратегија за екотуризам и рурален туризам, измена на моделот на субвенционирање во туризмот со поголема поддршка за екотуризмот. Во делот на дигитализацијата, потребно е формирање на агенција за дигитализација, воведување на услуги на сите нивоа, помеѓу самите институции, помеѓу институциите и граѓаните и институциите и бизнис секторот, имплементација на концептот Smart City, интернет систем, платформи за здравствена заштита, образование. Во развој на концептот на зелени градови,
воведување на концептот на зелени паметни градови за здраво и хумано живење, доследна примена на новиот закон за урбанистичко планирање и законот за урбано зеленило, носење нов правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, интегрирање на зелена инфраструктура, воведување зелен транспорт, зелени зони без автомобили во централните градски подрачја, повеќе пешачки зони, велосипедски патеки и зголемен процент на јавни простори. Одржлив транспорт за намалување на аерозагадувањето и климатските промени, поголеми инвестиции во изградба на железничка мрежа со цел поврзување на сите урбани населени места со железнички сообраќај, во делот на управување со водите, изградба на пречистителни станици за отпадни води, до изградба на колекторскиот систем на Охридското езеро, одземање на дозволите за санација на речно корито при злоупотреби со цел ископ на песок, санација на мрежата за водоснабдување за да се намалат загубите на вода во мрежата и инвестирање во заштита од ризикот поплави. Во делот на управување со отпад, премина од линеарна кон циркуларна економија за намалена експлоатација на природните ресурси, поттикнување на реупотреба на производите, рециклирање и создавање што помала количина отпад. Воспоставување интегрирано регионално управување со отпад. И на крајот во делот на спроведување на ефикасен инспекцијски надзор на индустријските капацитети, попис на сите индустријски загадувачи во земјата со изработка на катастар на загадувачи, темелна ревизија на сите издадени еколошки дозволи и елаборати, ставање во законска рамка на капацитети што работат без дозвола и континуирана обука на инспекторите и засилен инспекцијски надзор. Тоа е драфт верзијата од заклучоците.